Автопатот Скопје-Гевгелија е најскапата делница во државата. За извозени 300 километри во двата правци, за патарина треба да се плати 720 денари. Поради ваквите изгор цени, Македонија спаѓа во групата на земји со висок ценовник за патарини. И граѓаните реагираат, велат цените мора да бидат пореални и скроени по македонски стандарди. Во Нашолич, јас имам, например, внук, што работи у Штип, а живее у Скопје. Што ќе правам? Плат треба да се ја даде за патарината. То не е уред. Бар нека се намали или да има некое месечно претплатување. У месец еднаш или у половин година да се плаќа нешто. Тие луѓе што одат, што патуваат секој ден, за нив скапо ќе излезе. Дека бензинот, па дека и патарини, па дека па и патиштата не се здрави, кршат коли. И додека надлежните се правдаат дека парите од патарините ги вложуваат во реконструкција и изградба на нови автопати, граѓаните алармираат дека патиштата не ни се безбедни. Дупки, свлечишта, одрони од карпи се честа слика по македонските патишта. 2 месеца стоат карпи, како кулата во Штип, што е најголемата. На истиот автопат што ги ставија сега царините. Тоа е моето мислење. Па ништо не се прави шо. Гледаш, негде закрпат, негде не закрпат. Шахти излегнале нагоре, надоле. Дека граѓаните плаќаат премногу покажува и официјалниот ценовник на Автомотосојузот. За релацијата Скопје и Гуменица преку Гевгелија за извозени 529 километри се плаќа 16,70 евра за патарина, од кои 360 денари или 7 евра се за патарини во Македонија. Според анализите, 2021 година јавното предпријатие Државни патишта ја заврши со рекордна наплата на патарини. Успеале да инкасираат 46,6 милиони денари, што е за 12,1 милион евра повеќе во однос на 2020-та.